Почитувани представници на медиуми, денеска не случајно избравме ова локација по ова лошо време, бидејќи тука е институцијата кај треба да се обратам, како градоначелник на општина Куманово, се обраќам до релевантни институции, тоа е Регулаторната комисија за енергетика, бидејќи повеќе од 10 месеци не добиваме одговор на нашето барање за определување на цена на дистрибуција на газ. Значи имаме едно барање, имаме ургенција, уште едно барање, ургенција до влада и до премиерот и немаме одговор за цена на дистрибуција на газ. Сакам да се обратам до релевантните институции, позамене зградата, Регулаторната комисија за енергетика, зошто ги користи сите средства, да ги супресира сите проекти кои се од економски карактер, пред се еден од најважните енергетски проекти во Република Македонија. Вложуваме 4 години во дистрибутивната мрежа, во мерни регулациони станици, направивме приклучување на 12 објекти од јавен интерес, тоа се јавните установи, градинки, училишта, јавните предпријатија, меѓутоа уште немаме добиеме цена на газ и не може да приклучуваме индивидуални колективни домувања и стопанство. Ги прашувам членовите Регулаторната комисија дали се инструмент на власта за политичката борба со неистомислениците од градови каде немаат своји градоначалници. Додека нивните градоначалници прават споменици, барокни фасади и некои други за нив интересантни проекти, ние работиме во насока на подигање на економијата и правиме на енергетски проекти. Гасификацијата е еден од добрите проекти во Република Македонија и сметам треба да имаме подршка барем во законскиот дел, ако немаме помош финансиска од државата во имплементирање на овој еден од несооружните проекти. Куманово и Струмица единствени градови кои направија гасификација, ние имаме дистрибуција и бараме, еве пред оваа зграда, пред оваа установа, тој процес се заврши. Имаме од 2 месец, имаме од 7 месец, имаме од 9 месец, имаме ургенција до председателот на владата, одговор за вакво прашање немаме. И прашувам отворено пред јавноста на Република Македонија зошто се случува ово. Така, добро, доколку добиете регулирана цена од регулатор, кога ви почнале со реално со дистрибуција на газ? Ние имаме година и пол дистрибуција, меѓутоа не може да формираме цена, наплаќаме само набавна цена од гама која ја зимаме. Ние не може да уградиме оној дел од цената која ја определува Регулаторната комисија. Значи имаме само паушални, односно авансирани фактури. Имаше некои коментари од Регулаторна комисија дека не може да се дефинира цена, бидејќи стигнува само 3 километри мрежа. Не знам како ги мерат километрите, јас одговорно тврдам дека Куманово има примарна и секундарна мрежа на 20 километри мрежа, имаме 2 подстаници поставено, а впрочем имаме и дистрибуција во 12 јавни установи. Значи гасот не може да стигне до граѓаните бидејќи го кочи Регулаторната комисија за енергетика. Не знам која е причината, претпоставам дека има дебела политичка основа, бидејќи ако немаме цена од Регулаторна комисија не може да правиме и фактури и не може да правиме дистрибуција. Сега сме спремни да понудиме на 6000 индивидуални корисници да понудиме приклучок и над 150 правни субјекти.